Добро вечер, јас сум Лилјана Митрова, а ова е централниот дневник на КТВ телевизија, во прилог на станите од денот. Напредува изградбата на СПА центарот во Кавадарци. Увид во градежните активности извршија градоначалникот Митко Јанчев, председателот на Совет на општина Кавадарци доктор Стојан Чорамов и служби од локалната самоуправа. Со реализацијата на овој проект се проширува понудата на затворениот базен и се создаваат нови можности за релаксација и рекреација. После отпочнувањето на градба и вовед на работа на СПА центарот при општина Кавадарци, денеска сме на увид на самиот СПА центар, заедно со градски инженер од општина Кавадарци и со председателот на Совет, како што ни е агендава периодов да ги посетиме сите отпочнати проекти, да видиме до која фаза се, дали се одвиват според динамиката и нормално да ги информираме нашите сограѓани за нивно завршување и почнување со работа и ставање во функција. СПА центарот е со вредност од 600.000 евра, од повик од вториот повик на владата при угарскиот кредит, грант за општина Кавадарци од владата, предводена од господинот Христијан Мицкоски како премиер. Овој СПА центар ќе ги содржи комплетно сите содржини на еден модерен СПА центар во делот на неговото функционирање, од солени бањи, сауни, джакузи, соби за масажа, простор за рекреација и се што останато има во самиот СПА центар, се со цел за при потребата на нашите сограѓани, а поготово зимниот период, есенскиот период, да можат нашите сограѓани, нашите спортисти, нашите деца да имаат еден центар СПА комплетно јавен, односно при јавното предпријатие Јасмин со содржина продолжена во неговата дејност, ќе биде во интерес на граѓаните и се користи во интерес на нашите сограѓани. Кавадарци за жал до сега нема СПА центар ниту во хотелско сместување, ниту во друго приватно сместување. Ова ќе биде прв СПА центар кој ќе добие Кавадарци и мислам дека е една неопходна работа за користење на нашите сограѓани кои што ќе имаат потреба релаксирачки да уживаат во овој СПА центар. Започнавме со градоначалникот посета на теренските активности на градежната офанзива 2026 година во општина Кавадарци. За волја на вистината во моментот се работи на 10 до 15 локации низ градот. Денеска сме на посета на СПА центарот, веднаш до затворениот базен при нашиот бисер, тоа е градскиот парк Мишо Шкартов. Морам да признам дека овде има динамика на градежните активности од фирмата Жикол. Како што каже и градоначалникот, неколку сектори во овој СПА центар, вклучувајќи турска бања, сауна, джакузи, нешто ново во нашиот град и во регионот околу општина Кавадарци, зашто по многу дела што ги направивме во изминатите години покажувавме дека сме лидери на вардарскиот регион па и пошироко, така да се надевам дека динамиката оде во добра насока и заедно со затворениот базен овој дел од градот, заедно со градскиот парк ќе овозможи едно ново капче на нашите сограѓани и една нова димензија на живеењето во нашиот град, затоа што токму во овој правец на затворен базен, како што каже и градоначалникот, овие сауни, топла бања, турска бања, овозможуваат да бидат нешто ново во опстојувањето на кавадаречкото општество, затоа што токму овие нови градежни активности, овие нови идеи и сфери на функционирањето го доближуваат Кавадарци токму кон кое се стремиме, а тоа е Кавадарци да наликува еден европски модерен град, онака како што го ветивме пред нашите сограѓани, така да сметам дека динамиката е добра во однос на времените активности, во однос на изведувачот сме во постојан контакт и се надевам дека изведувачот, нашата фирма Жикол, македонска позната фирма која и во голем дел и од другите наши објекти во општина Кавадарци учествуваше во нивната изградба, се надевам дека по договореното во тендерска документација ќе го завршиме и многу забрзо нашите кавадарчани ќе и заедно со нас нели ќе уживаме во овој објект кој ќе стане наша реалност за кратко време. Благодарност воедно и до премиерот Христијан Мицкоски затоа што оваа локација и оваа вредност на инвестицијата од околу пола милион, околу 500.000 евро беше преку втората фаза на унгарскиот заем, кој како возможи раздвижување како на кавадаречкото општество, односно на кавадаречката градежна офанзива, така и разобувување на нашиот град за подсетување на нашите сограѓани. Тоа беа 16 проекти на 2 повици на влада, по 8 проекти првиот и вториот повик. Ова е од вториот повик на влада на Република Македонија. Благодарам, па здравје Боже, се гледаме на отварањето.
Со цел зголемување на безбедноста на сите учесници во сообраќајот, во тек се неколку клучни активности на локалните улици и булевари во Кавадарци. На повеќе критични локации низ градот се поставуваат нови сферни огледала, кои ќе овозможат подобра прегледност на раскрсниците. Истовремено на новиот дел од булеварот Велјко Влаховиќ се поставуваат заштитни столпчиња за физичко одвојување на велосипедските патеки од коловозот, со што значително се подигнува безбедноста на велосипедистите. Паралелно со овие активности се врши и обележување на третата лента кај капелата, со што ќе се подобри протокот и регулацијата на сообраќајот во овој дел. Обележувањето на хоризонталната сигнализација е обврска на јавното претпријатие паркинг, додека поставувањето на сферните огледала и заштитните столпчиња се реализираат преку тендерска постапка спроведена од страна на општината. Делегација од општина Росоман, предводена од градоначалникот Ѓорги Крстевски, денеска е во работна посета на општина Пустец, Република Албанија. Општина во која живее бројно македонско население, а дел од жителите низ годините својот дом го пронашле и во општина Росоман. Заедно со градоначалникот на општина Пустец, Пали Колевски, разговаравме за можностите за продлабочување на соработката помеѓу двете општини во повеќе области со посебен акцент на културата, туризмот и заедничките проекти. Убедени сме дека преку ваквата соработка ќе создадеме нови можности за развој, размена на искуства и зајакнување на пријателските врски помеѓу нашите општини, вели градоначалникот на Росоман Ѓорги Крстевски. Државниот завод за ревизија во најновиот извештај за Фондот за пензиско и инвалидско осигурување за 2024 година изрази неповолно мислење за финансиските извештаи, укажувајќи на сериозни слабости во работењето и одржливоста на системот. Според ревизијата и покрај зголемување на приходите од придонеси за 14% во однос на 2023 година, тие не се доволни да ги покријат расходите за пензии. Во 2024 година приходите изнесуваат околу 71,4 милиарди денари, додека расходите за пензии достигнуваат околу 90,3 милиарди денари. Разликата се покрива со трансфери од државниот буџет кои учествуваат со 36,71% во вкупните приходи на фондот. Ревизијата укажува и на доцнење во трансферите на придонесите кон вториот пензиски столб, кои во просек изнесуваат околу 2 месеци, како и натрупан долг од околу 2,59 милиарди денари кон приватните пензиски друштва. Дополнително се констатира доцнење и во уплатата на здравствените придонеси за пензионерите кон здравствениот фонд, со задоцнување до 8 месеци и вкупна неисплатена обврска од околу 8,4 милиарди денари. Премиерот Христијан Мицкоски денеска најави дека во наредниот период ќе има средби со добавувачите и производителите за да се постигне целта – инфлацијата во делот на прехраната да биде под 3% на годишно ниво. Па во текот на вчерашниот ден по плането имавме состанок со представници на најголемите ланци на маркети. Разговаравме за кризата, која што, полека, но сигурно, барем како што стојат сега, работите завршува. Ги анализиравме ефектите од кризата и заеднички дефиниравме цели кои што треба заеднички да ги исполниме. Една од тие цели е да во јули месец годишната стапка на промена на цените на основните прехранбени производи не биде поголем од 3%, односно да биде под 3%. Се сложивме сите. Се разбира, за да ова се реализира, потребно е да направиме еден ваков ист состанок со производителите и дистрибутерите и добавувачите. Тоа ќе се случи во наредниот период и потоа сите заедно ќе седнеме на маса и сите заедно ќе бидеме општествено одговорни затоа што граѓаните мора да добијат најдобра услуга и најквалитетни производи по оптимално најниски цени. Тоа е она кое што е заедничка цел. И тоа е она кое што вчера го разговаравме на состанокот и тоа е она за кое што се сложивме. Така што ние како влада
остануваме да бидеме посветени во насока на изнаоѓање системски решенија со кои што инфлацијата генерално на основните прехранбени производи ќе се движи на ниво од под 3%. Да речеме, во мај месец беше 4,5-4,7%, ако тоа се спореди со соседството, да речеме, Грција е над 5%, Бугарија е над 6%, Романија е над 8%, истото е и со Косово, Хрватска и така натаму. Нешто помала помеѓу 3 и 4 е Србија и Албанија. Нашата цел е во јули да почнеме со под 3% годишна промена на цените на основните прехранбени производи и оваа задача си ја поставивме и ние како влада, но и собствениците или представниците, би рекол, на најголемите ланци на маркети во Македонија. Министерката за образование и наука Весна Јаневска тврди дека трета година поред учебниците не представувале проблем и дека тие навреме ќе биле доставени до училиштата пред почетокот на новата учебна година. Веќе трета година поред учебниците не представуваат проблем во оваа држава и се редовно доставувани до 1 септември, кога почнува училишната година. Оваа година имаме испорака на учебници од 1 до 3 одделение во април и мај месец, а од идната недела почнува доставата на учебници од 1 до 9 одделение. Од 1 до 3 одделение се испорачани околу 250.000 парчиња, се вкупно учебници ќе бидат испорачани 1,5 милиони. Она што треба да нагласиме е дека обновен е целиот фонд на учебници од 1 до 8 и 1 и 2 клас гимназија, остануваат да се доработат како нови учебници следната година, учебниците за 9 одделение и учебниците за 3 клас гимназија, бидејќи постапно секоја година добавуваме нови наставни програми и нови учебници. Она што е важно дека воспоставивме системско решение и повеќе нема да имаме никаков проблем со учебниците, напротив ќе се надградуваме, имаме во моментов во PDF формат електронски учебници и со тек на време надополнуваме и дигитални учебници. Значи, веќе она што беше проблем во минатото, недостаток на учебници, немање учебници, забрана за учебници, веќе нема да постои, продолжуваме во овој стил и понатаму. Кочовска призна дека во буџетот нема пари. Со зголемување на дефицитот се кршат и законите, порачаа денеска од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Зголемувањето на дефицитот е потврда дека буџетот е празен и неизвестно е дали ќе има пари за плати и пензии. Ете колку на ВМРО им е грижа за граѓаните. Толку што заради нивното расипничко однесување во ризик е ставена исплатата на платите и пензиите. Со најавата за зголемување на буџетскиот дефицит, власта брутално ги прекрши фискалните правила и законот за буџети. Законските одредби пак јасно кажуваат дека буџетскиот дефицит не смее да надмине 3% од БДП. Министерката Гордана Кочовска призна дека во буџетот нема пари. Целиот планиран годишен буџетски дефицит е потрошен, уште во првите 6 месеци од годината. Владата планира дополнително да го зголеми дефицитот и покрај претходните ветувања дека ќе го намали. Тоа е директна потврда на она што СДСМ го говори цело време. А продлабочувањето на дефицитот значи само едно – нови скапи задолжувања што ќе ги враќаат граѓаните и идните генерации преку повисоки камати, даноци и повисоки услуги. Граѓаните најдобро знаат каква е вистинската состојба на економијата во земјава. Доволно е да погледнат во своите паричници и во своите фрижидери. Таму не се гледа трета економија во Европа, туку раст на трошоците за живот, пад на куповната моќ и се зголемува загриженоста за иднината на граѓаните. Јавниот долг пак, кој владата ветуваше дека ќе го намалува, за 2 години е зголемен за над 2,1 милиарди евра и се зголемува на 11 милиарди евра. Парите не отидоа за повисоки плати, за мерки за граѓаните и за компаниите, ниту за капиталните инвестиции.
Тие завршија во криминалните партиски тендери на ВМРО. По 2 години вистината е јасна и видлива. Со Мицкоски и ВМРО економијата се движи кон колапс, граѓаните во длабока сиромаштија, а државата во огромна изолација. Филипче однапред капитулира пред Бугарија и ја подготвува македонската јавност за нови национални отстапки ако дојде на власт, рече на денешната пресконференција Бране Петрушевски од ВМРО-ДПМНЕ. Додека Бугарија секојдневно испраќа пораки со кои се негираат македонскиот јазик, историја и идентитет, Пенко Филипче не гледа никаков проблем. Наместо да застане во одбрана на македонските национални позиции, тој ја убедува јавноста дека нема причина за загриженост. Филипче не преговара, не бара гаранции и не поставува црвени линии. Напротив, тој уште пред да добие каква било одговорност од граѓаните, испраќа порака дека е подготвен да ги прифати условите кои Македонија со години ги одбива како неправедни и понижувачки. Тоа е однапред прифатен пораз. Истата политика ја водеше и Зоран Заев. Прво ги убедуваше граѓаните дека нема опасност, а потоа следуваа отстапките. Денес Филипче ја повторува истата матрица. Прво ги релативизира бугарските барања, а потоа ќе бара оправдување за нивно прифаќање. Затоа Филипче е политичко продолжение на Заев, кој е подготвен да оди и чекор подалеку, доколку тоа му отвори пат до власт. Македонските граѓани не бараат политичари кои однапред капитулираат и ги прифаќаат туѓите диктати. Бараат политичари кои ќе знаат да ги бранат државните и националните интереси. ВМРО-ДПМНЕ нема да дозволи враќање на политиките на попуштање, понижување и национални отстапки. Македонскиот идентитет, јазик, историја и култура не се предмет на преговори и политичко пазарење. Нов скандал во владата на Мицкоски. Јанушев со фирма во Бугарија. Обвинување од опозиционата Социјалдемократски сојуз на Македонија. Уште еден скандал во владата на Мицкоски. Според документи објавени од медиуми во Бугарија, генералниот секретар на владата на Мицкоски Игор Јанушев е поврзан со компанијата Флугбан Транс ДОО со седиште во Ќустендил. Како што стои во овие документи, дејноста е патен линиски превоз на стока, управител е Кире Гешовски, а има и трет партнер Сашо Апостоловски. Инаку, сите од кругот на Мицкоски. Фирмата пријавува годишен промет од околу 320.000 евра и нето добивка под 10.000 евра, незначително во споредба со прометот. Генералниот секретар на владата Игор Јанушев има бугарски пасош, односно е бугарски државјанин. Прашањето кое треба да го одговори, на кои бугарски корени се повикувал Јанушев. Сега излегуваат информации дека е поврзан и со фирма во Бугарија. Тука, почитувани, е суштината на скандалот кој бара институционална истрага и постапка. Зошто Јанушев не го пријавил бугарскиот капитал? Во ниту еден од своите анкетни листови, поднесени до Државната комисија за спречување корупција, Јанушев нема наведено дека е поврзан со фирма во Бугарија. Зошто? Очекуваме сите надлежни институции да постапат, да отворат предмет и да ја информираат јавноста. За давање лажни податоци за имотната состојба на функционерите им се заканува затворска казна од 6 месеци до 5 години. Почитувани, ова не е изолиран случај. Ова е дел од пошироката слика за лицемерието и лажниот однос на владата кон граѓаните. Додека Мицкоски и неговите најблиски соработници имаат бизнис интереси во Бугарија, истовремено ја блокираат европската интеграција на Македонија. Додека неговите луѓе имаат фирми и прават бизнис преку бугарски компании, граѓаните на Македонија чекаат со часови на граница. Додека ги лажат граѓаните дека е загрозен идентитетот, тие имаат бугарски пасоши и се бугарски државјани. Дали сега Игор Јанушев како генерален секретар на владата ќе поднесе оставка додека трае истрагата за неговата компанија во Бугарија? Ќе одговори ли како докажувал бугарски корени? Дали Мицкоски ќе одговори на тврдењата дека заедно со Лимани присвоиле 13 хидроцентрали? И кога конечно ќе престане оваа политика на двојни стандарди? Граѓаните на Македонија заслужуваат влада која работи за нив,
а не за своите бизнис интереси во Бугарија. За крај, временската прогноза. Утре ќе се задржи нестабилно време со дожд, грмежи и засилен ветер. Поради големата енергија во атмосферата, локално процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен пороен дожд, грмежи, силен ветер и појава на град. Температурата ќе се движи до 35 степени. Во четврток и петок ќе има изолирана појава на нестабилност, а за време на викендот и почетокот на следната седмица времето ќе биде претежно сончево и топло. Почитувани гледачи, овде е крајот на централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодарам што не следевте, имајте пријатна вечер.